Луѓето кои што за себе се сметаат дека се независни и дека не би можеле да одговорат на обврски во партиски ангажмани, помеѓу луѓето кои што членуваат и сето свое слободно време го посветиле на работа во невладени организации, чувството на луѓето од партиите кои што стојат во опозиционо став кон власта, дека помеѓу нив недостига некакво врзивно ткиво, недостига размена на идеи, недостига слушање едни на други, а и плюс обидите на диктатурата да ги држи раскинати тие врски, не поттикна да дојдеме до оваа идеја и да се обидеме да организираме една, како се вели, средба на пријатели, фактички политички пријатели, бидејќи ние во крајна линија сите исто мислиме дека во оваа земја ја нема слободата пред се, не поттикна да видиме денеска тука и да пробаме да се изслушаме еден со друг, со тоа што се разбира доминантниот број на говорници ќе бидат луѓето од независниот интелектуален круг, луѓето од невладениот круг, луѓето кои што не припаѓаат нити на едните, нити на другите, едноставно луѓето кои што не се можеби со еклатантен партиски политички ангажман. Има ли одговор на прашањето што да се прави? Прашањето е тешко. Тоа прашање, освен во револуциите, во слободарските кругови во минатото, секогаш било поставувано. Впрочем, знаете, ова прашање првпат е поставено во затвор. Чернишевски го поставил кога бил во затвор, помеѓу луѓето кои што сакат да направат нешто со своите животи, да живеат слободно, да не се радуваат кога нивните деца ја напуштаат земјата, се разбира дека го развиваат тоа чувство и се проверуваат со луѓето кои што слично или приближно слично мислат. Дека може да се направи, може. Дека овој диалог е можен, ние денеска сакаме тоа да го покажеме и докажеме. Се надевам дека луѓето од обединетата опозиција, барем во поголем број ќе бидат тука, ќе чујат што мислат луѓето кои што не се секој ден во нивните згради, канцеларии или на нивните партиски собери. Ќе видиме на крајот.